Kenija je dalečna, egzotična zemlja. Ja znajem je samo od sliki i knjigi, pa sepak ta nije i bliska. Ja pamtim je po neziната неврзана политика и маркантната фигура на незиниот водач Джомо Кенијата. Се присетуваме. Тоа е земја на најдоброто кафе на светот. Земја што екваторот ја дели на два дела, па еден нејзин дел лежи на северната, а другиот на јужната полусфера. Предпоставуваме дека е тоа земја на разнобојни цвекиња, високи тропски дрвја и чудни животни. За да го видиме се во ова, ќе направиме мала туристичка прошетка низ овој живописен и необичен свет. Првиот контакт е премногу цивилизиран. Најроби, главниот град на Кенија, инаку град убавина. Блесок на бои и зеленило, уредени тревници, цвекиња и лијани. Преполни излози, уредени булевари, бели пешачки премини и сите други неопходни украси што градот го прават велиград. Секоја градба овде е оригинална на свој начин. Меѓу нив се истакнуваат бројни хотели од висока категорија и големи банки. Тука доминира прочуената тркалезна палата и слично тркалезниот хотел Хилтон. Улиците врват од минувачи, високи, црни жени со фантастични фризури од тенки плетенки и бели луѓе од цел свет, дојдени по работа или на сафари. Ако се гледа Кенија само низ призмата на Најроби, може да се остане во заблуда. Со искачувањето од неговиот центар завршува сликата за Кенија како африканска Швајцарија. На периферијата на Најроби нема ништо од светлините на велеградот. Тука се уште царува колера. Пространствата на оваа млада земја се огромни и често оддалечени од патиштата на благосостојбата. Само неколку чекори надвор од урбанизацијата не пречекуваат овие симпатични сообраќајци. Ова е можеби сосем обична гледка за луѓето овде, но за нас мајмуните се главна атракција на патот кон брегот на Индискиот океан и Момбаса. Крајбрежјето на Кенија во многу нешта го надополнува шармот на оваа убава земја. Природата овде направила навистина многу. Плажи, екзотична вегетација, тропска клима. А луѓето пак од своја страна се погрижиле тоа до максимум да се искористи. Ова што го гледате на вашите екрани е навистина туризам од висока категорија, но сепак не е монденско среќавалиште. Центар на овој туристички рај е Момбаса, втор по големина град во Кенија и некогашна престолнина. Затоа тука може да се сретнат траги уште од арапските феудални владетели. Тие робовладетелски султани не случајно ја одбрале токму Момбаса за своје седиште.
Ova parče zemlja, otvoreno pod moreto, od koje obično doađale zavojuvačite, go vikale i brek na vojni. Тука со векови се содрувале и интересите на арапите и на португалците, интересите на британските и на германските колонијалисти. Кон крајот на 19. век, британците овде создале источно-африкански протекторат, а во почетокот на 20. век, британска крунска колонија. Макотркниот пат од освојувачите до независноста на оваа земја завршува во 1963 година. Од тогаш, од 12. декември, денот на независноста, денот кога со успех е крунисана долгогодишната борба на овој народ, Кенија е слободна и независна земја, под водство на својот председател Џомо Кенијата, кого од почит и љубов го викаат и Стари. Спектаклот од толку животни, диви и слободни е нешто секојдневно во Ориентална Африка. Нешто сосема нормално, како што е снегот за Алпите или сонцето за Шпанија. Богатиот и разновиден животински свет е посебна туристичка атракција во Кенија. Во националните паркови на оваа земја ги има 20. Можат да се сретнат скоро сите видови диви животни и птици, карактеристични за африканските земји јужно од Сахара. Ве покануваме да ги посетите, заедно со нас, двата најголеми национални парка, Цаво и Амбосели. Слоновите во живо се огромни. Фрапирани од ова, инстинктивно застанувате кога ќе ви се најдат на патот. Нема потреба црниот возач на нашето возило да ни објаснува чие е предимството во тој случај. Нема потреба да се каже дека на инсистирање на самиот Џомо Кенијата, слоновите се ставени под заштита на законот. За стравот што го почувствувавме, најдобра илустрација е пословицата преведена од свахили. Кога слоновите се тепаат, тревата страда. А слоновите се злопамтила, ја дополнува пословицата нашиот црн возач, така што ни е кристално јасно кој во овој случај има предимство. Мајката што го заштитува своето слонче или ние. Лавот е посилен во Холивуд, на шпицата на метро Голдвин Мајер, отколку овде. Лавовите овде се сити и мрзливи. Добро нахранети, понекогаш се толку добро расположени, што се успех позираат пред камерите. И тука завршува секоја сличност со онаа чуена шпица од Холивуд. Опасноста од бафалата овде е нешто сосема реално. За некои и ова има своја привлечност и своја цена. Во потрага по вакви возбуди секоја година на прочуениот сафари тргнуваат стотици ловци со подлабок джеп. Сафари инаку на свахили јазикот има поедноставно значење – патување. Ваквите патувања за Кенија се постојан извор на девизи. За оние што не може да си го дозволат овој луксус, поради недостиг на пари или храброст, постои многу побезбедна варијанта. Тоа е прошетка низ националниот парк со возило. За разлика од зоолошките градини, каде што сме навикнати да ги гледаме животните зад решетки, улогите овде се сменети. Животните се слободни во својот природен амбиент, а човекот од тесниот простор на своето возило може само да ги наблюдува и фотографира.
To je единственото нешто што може да си го дозволи, минувајќи за миг низ овие парчиња на животот на дивината, безбеден зад стаклата на својот кафес. Убавината овде има своје лице и опачина. Тоа е она што не смее да се заборави. На човекот му е возможен пристап дури и во чудесниот подводен свет на Мзима, извор и мало езеро во националниот парк Цаво. Ова парче земја, поточно вода, го нарекуваат вечен рај. Тука навистина се собираат некои од најчудните и најинтересните животни. Ограничено присуство има само најопасното живо суштество – човекот. Ова катче е се уште поштедено од неговото разурнувачко влијание. Овде тој е само краткотраен посетител, само турист кого го спуштаат во длабочините на водата во една стаклена кабина. Ова е место каде што се сменуваат слики од идиличниот живот со сцени на секавична смрт, нешто сосема вообичаено во дивината. Поради својата несмасност, хипопотамот е вистински аутсайдер. Тој секоја ноќ поминува и по 15 километри за да пронајде 150 до 200 килограми трева, храна што му е неопходна за да ги одржува во форма купиштата на своите мускули. Туристите овде не мораат да се грижат за ништо. За нив се погрижиле гостолюбивите домаќини, подигнувајќи низ патиштата многубројни лоџи. Тоа се удобни места за одмор, каде што може и нешто да се касне. Оние што уживаат да го посматраат и да го истражуваат светот на птиците, езерото Накуру секако би го прогласиле за чудо на природата. Тоа за орнитолозите нуди невиден спектакл. Тука често се собираат и до 2 милиони птици.
Nakuru je vistinsko carstvo na flamingosi, potočna tuka se naođa najgolemata koncentracija na ovije ptici. Za turistite ova je svojevidna atrakcija, a za domašnite izvorna zarabotuvačka. Posite okolnih mjesta ovdje se razvila svojevidna industrija i trgovija na suveniri od perduvi. Kenija ima okolo 13 milioni žitelji. Nad 800.000 od njih se vraboteni. Ima razvijena infrastruktura, ima asfaltni patišta i dinamično stopanstvo. Особено големи амбиции ова млада земја има во земјоделството. Во туризмот има постигнато веќе значајни успеси, со девизен годишен прилив од нив $20 милиони годишно. Населението на Кенија е конгломерат од африканци, азијци со индиско и пакистанско потекло, англичани и арапи. Во најоддалечените села живеат луѓе кои дали поради високите температури или сиромаштијата не носат облека. Нивното единствено богатство се копјето, лакот и стрелата. Тоа се луѓе со силно изразено достоинство. Реагираат бурно, доколку се обидете да снимите нешто што би зборувало за нивната сиромаштија. Ние ги посетивме масаите. Тоа е сточарско племе на тенки, високи луѓе, што се хранат со месо и крв. За нас, тие како да беа излезени од некоја екзотична разгледница со своите многубројни дзунливи украси. Но сигурно е, не помалку чудни бевме и ние за нив. Во Кенија има многу католици, нешто помалку протестанти и муслимани, но најголемиот дел од овдешното африканско население им остана приврзано на традиционалните религиозни обреди. Екзотичниот африкански фолклор често има многу врска со ова. Овој дел од Африка е рај за фоторепортерите, било да организираат приватен сафари со камера или да ја побараат својата шанса во некој национален парк, како што направивме ние. Изобилството од животни, разновидните птици, чудните обичаи, прекрасните пейсажи се гаранција за успех. Ние пак, за крај на оваа репортажа, нешто поатрактивно. Поменувајќи оваа атрактивна земја од Индискиот океан кон Викторијините езера, за крај оставивме да се качиме малку и во височините. Кенија има повеќе планини, меѓу кои најзначајна е Монт Кенија, чиј врв Батијан од 5200 метри е вечно покриен со снег.
Нели он е понизок, но исто толку атрактивен. Токму овој врв го посетивме со група скопски планинари. Ова е патот што не води кон влезот на националниот парк, каде што треба да добиеме дозволи за престој на Монт Кенија, престолнината на Кенија, ако таа би се избирала по височина. Продолжуваме кон Медстейшн кампот, сушност една метеоролошка станица, јазел, кај кој започнуваат или завршуваат сите патишта што водат нагоре или надолу. Ова е собиралиште на дојденци од различни делови на светот, со единствена цел – врвовите на Монт Кенија. Во нашето на брзина направено привремено престојувалиште, како и обично, се врти околу јадењето и циго. Кој знае што ли не очекува во ноќта кога уште сега се слуша музика од чудни шумови, крици на непознати животни. Полека се спушта светлата африканска ноќ. Се наоѓаме во непосредна близина на екваторот, а со тоа станува поразбирливо ова утринско миење под отвореното, гостољубиво небо над Кенија. Си дозволуваме да пробаме многу нешта со сосема нови вкусови и екзотичниот вкус на бистрото кокосово млеко. Тошо и Гораст по појадокот тргнуваат да изнајмат носачи долу во селото. За нас останатите времето се влече бескрајно споро. Од здодевноста на чекањето не спаси гитарата на Лоренцо. Лоренцо е дојден со некоја друга група, но го интересираме најмногу ние. Зборот Југословен му е некако познат, но работите докрај ги разјаснува дури името Тито. Тогаш се станува јасно и едноставно, некако простосрдечно меѓу нас. Овдека поминуваме уште една ноќ, а изутрината без ранци, ноншалантно со раце в джеб, како англичаните, поаѓаме како божем на некоја прошетка низ убавите пейсажи на оваа планина, преполна со екзотични растенија и животни.